Великден е празник со кој се слави воскресението Христово и има централно место во христијанските празнувања. Христовата победа над смртта е победа која што Синот Божи ја извојува за целокупното човештво и за сиот свет. Затоа, овој празник треба да се слави и одбележува исто како што се слави повторното и повторно раѓање на животот. Почитувани гледачи, вие сте со празничното издание на Урбаните вести, кои ги посветивме токму на најголемиот христијански празник Великден. Еве што ќе гледате во нив. Денеска е Велики петок, најтажниот ден во христијанството. Годинава нема зголемување на цените за јајцата за Великден. Великденски базар во средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито за поддршка на СОС Детско село. Светските великденски обичаи представени во Скопје Сити Мол. Денеска се празнува Велики петок, најтешкиот ден во христијанството, денот кога Исус Христос е распнат. Токму затоа православната црква налага овој ден да се помине во знакот на тажното сеќавање за Исус. Велики петок е најтажниот ден во христијанството, денот кога нашиот Спасител Исус Христос по долго мачење е распнат. Токму затоа денешниот ден православната црква налага да се помине во знакот на тажното сеќавање и притоа со строго воздржување од храна и пијалоци. Православниот канон дозволува единствено слабите, немотните и старите верници да го прекршат најстрогиот пост во годината. Покрај постот, што значи одрекување од храна, на Велики петок не се работат ниту домашните работи. Уште од давнешни времиња останало во духот на христијанството да се посетуваат Божите храмови непосредно пред да се слушне убавата вест, пред да се расчуе дека Спасителот е воскреснат. Практикувањето на великденските пости не значат само воздржување од конзумирање на масна храна. Значењето на постот е телесно, но и духовно. Од тие причини многу поважни за време на постите се молитвата, покајанието, љубовта и милоста кон ближните, иако и телесниот пост овозможува трпение и смирение. Денеска сите православни христијани во колевката на христијанството, Ерусалим, чекорат по патот на болката по кој Исус чекорел пред да биде распнат. Столбот на христијанската вера се љубовта со живота и со чувството. А токму на тие човечки особини не смееме да заборавиме на најголемиот христијански празник Великден. На Великден сите се потсетуваме дека треба да се радуваме за туѓите успеси и да сочувствуваме за болката на другите. Нема човек кој не греши, а на најголемиот христијански празник на сите православни христијани кои искрено ќе се покаат и ќе побараат прошка од Исус Христос, ќе им бидат простени гревовите, бидејќи тој со неговите страдања и воскресение ги искупил сите човечки гревови. Великден се празнува и се слави во име на пожртвуваноста на Исус за луѓето, за љубовта со која се сакаат ближните, но и во име на простувањето. На Великден, во име на традицијата, со црвени јајца се оди на гости за да се соопшти радосната вест, веста за Христовото воскресение, за спасението, кое пак ни дава сила да веруваме дека нашето постоење има смисла. Великденските јајца се обележија на големиот христијански празник Великден. Јајцата се вапцаат и се украсуваат во текот на Велики четврток и Велика сабота. Има различни легенди за традицијата за вапцање јајца. Едната од нив е дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капела врз него и го обоила во црвено. Затоа и денес првото јајце се боедисува црвено. Друга легенда вели дека Марија Магдалена отишла кај римскиот император Тиберий и му однела црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите „Христос воскресна“ и му раскажала за воскресението на Исус. На Великден сите се потсетуваме дека треба да се радуваме за туѓите успеси и да сочувствуваме со болката на другите. Но сепак, брзото темпо на живот, многобројните активности и обврски, потребата и желбата за успех и кариера се повеќе не оддалечуваат од најблиските. Се помалку време од работниот ден и викендот издвојуваме за посета на роднини. Ни останаа само празниците мотив за заеднички ручек со семејството, но и пријателите. Токму затоа убавината и големината на Великден ја согледуваме во моќта да не спои со најблиските.
Годинава нема зголемување на цените на јајцата за Великден. За разлика од минатите години, не се зголемија цените ниту на зеленчукот и овошјето. Граѓаните задоволни од цените на продуктите, без кои не може да се прослави Великден, ги прават последните подготовки за достојно да го прослават најголемиот христијански празник. Православните христијани заедно со католиците оваа година во ист ден ќе го слават најголемиот празник во христијанството – Великден. Покрај одење во црква и присуството на црковна литургија, Великден го символизираат и црвените, а во поново време и шарените јајца. На 2 дена пред големиот празник значително е зголемено присуството на купувачи на пазарите. Граѓаните се подготвуваат за достојно да ја пречекаат радосната вест – веста за Христовото воскресение. Секој според своите можности. Јајца, марула, јагнешко или свинско печено, по некоја кифла и црвено вино. Ова е дел од менито на најголемиот дел македонски семејства за празникот. Но за разлика од минатите години, кога пазарџиите и маркетите цените ги криваа за 20% во неделата пред Великден, годинава може да се забележи дека цените се исти како и претходно. Дури во акциските великденски продажби, одредени производи може да се купат и поевтино од вообичаеното. Во псаното црвено јајце, кое е символ за најголемиот христијански празник, годинава е со цена приближно како и лани. За табла јајца на зелените пазари ќе треба да издвоите од 180 до 220 динари или по 6 до 8 динари за јајце, во зависност од големината. Но во многу маркети може да се купат во акциски продажби и поевтино. Исто како минатата година и цената на боите за бојадисување, кои се движат по 10 динари за 10 јајца. Доколку сакате нови техники на бојадисување, ќе треба да издвоите од 100 до 200 динари. Ги прашавме граѓаните како се подготвуваат за Великден. Сите одговорија дека со радост ги прават последните подготовки. Дали се подготвувате за Великден? Да, Како одат подготовките, што правите? се што треба. Дали оваа година само црвени или шарени јајца? Исклучиво црвени. Едно може во друга боја. Дали се достапни цените? Па, добри се. Дали се подготвувате за Великден? Да, Какви подготовки правите? па така фарбаме јајца, купуваме месо и се помалку. Јајцата дали само во традиционално црвена боја или во Па шарена? и шарени, и плави, и секакви, поради имаме внучина па се радуваат. Така, што е со цените? Дали се достапни за Цените малку се покача, нема добри, не се многу. за Великден? Помалку. Дали се подготвувате за Великден? Секако. На што најмногу посветувате внимание за празник? Па тоа што ги радува најмалите, на шарените јајца, салати богати, најмногу. Што се однесува до цените, дали се пристапни за вашиот џеб? Па да, во главном да. Пазарџиите пак велат дека се забележува скромниот буџет на граѓаните. Зголемена е само побарувачката на јајца. Се останато се купува скоро како во останатите денови од годината. Како ви продажбата пред Великден? Добро. Што најмногу купуваат? Па од све. Краставица, компир, морков. Све се купува. Све се купува. Не е како што беше понапред, малце е стегнато. Продажбата е нормална како што е секој ден. А што најмногу се? Све се продава, и зеленчук и овош. Цените се сите исти. Дури се и ово е 50, ово 110, 20 зелка. Цените ништо не се качи. Скапо или не, традицијата и обичаите сите ги почитуваат. Денеска рано пред зори, домакинките вапцаа 3 јајца, со што започна великденското празнување. А црвени јајца, најголемиот символ на Христовото воскресение, ќе ви бидат подарени во секој дом што ќе го посетите, за да ја соопштите радосната вест. Веста за Христовото воскресение. Масната и разновидна храна традиција во секој дом на православните верници за Великден. Најважното место на трапезата сепак се отстапува за великденските јајца, кои домакинките со големо задоволство ги бојадисуваат во различни бои. Трпезата за најголемиот христијански празник со кој се слави Христовото воскресение Великден традиционално треба да изобилува со масна храна, бидејќи 40-дневниот пост ги искупува верниците со тоа што за време на постот не консумирале масна храна. Најважното место на трпезата се отстапува за великденските јајца, кои домакинките со големо задоволство ги бојадисуваа во различни бои.
Христијанското правило за јадење масна храна налага дозвола за присуство на секаков вид на јадење на великденската трпеза. Речиси сите македонци, како големи гурмани и дегустатори на храна, на својата трпеза настојуваат да имаат најпрвин месо, исклучиво добро подготвено, а за тоа какво ќе биде зависи од можностите на домашниот буџет. Кај нас постои тенденција од порано на Великден да се јаде свинско месо, но помладите избегнувајќи ја толку масната храна на својата празнична трпеза имаат и пилешко, телешко или пак јагнешко. Освен месо, на трапезата најчесто се поставуваат и разни погачи, пити, разновидни салати, колачи, а неизбежно и овошјето. Како и за останатите христијански празници, така и за Великден, најважно е за здравје да се наздрави со чаша црвено вино, која ја символизира крвта на Исус Христос. Но во последно време се поголема е тенденцијата како пијалок да се конзумираат и секакви алкохолизирани и неалкохолизирани пијалаци. Православните верници на Великден традиционално милуваат да одат на гости кај најблиските на ручек или во вечерните часови, а тоа најчесто е помладите кај постарите, односно се посетуваат најмилите и така натаму. И на прв ден и на втор ден Великден трпезата е преполна со храна, впрочем како што кажавме, од овошје и ситни колачиња, па се до печено свинско. Во последните денови пред доаѓањето на најголемиот христијански празник Великден, христијанските домови се украсуваат со најразновидни великденски украси. Разновидна е понудата на великденските украси во продавниците во главниот град и во однос на намената и во однос на цената на истите. 2 дена пред најголемиот христијански празник, а веќе се е во знакот боите и значењето на Великден. Сепак, во минатото, ако единствено црвено бојадисаните јајца сместени во корпа со слама беа единствениот предвестник на Великден, денес ситуацијата е малку поинаква. Од година во година се поголемо значење се дава на великденските украси, па така продавниците веќе неколку недели пред Великден нудат широк асортиман на производи посветени на празникот. Бројни великденски украси се наредени во секој излог на продавниците. Разновидноста на украсите е исто така голема. Од хартиени и пластични јајца обоени во различни бои, преку вештачка слама, корпи за јајца украсени со слики, великденски венчиња за наврата во различни големини, плишани пилиња и зајачиња, па се до чаршафи и хартиени салфети со великденски мотиви. Се е во знакот на големиот празник и се во служба на великденското украсување на домовите. Покрај разновидноста на великденските украси, различни се и цените на понудените производи. Иако често продавниците го рекламираат великденскиот попуст, сепак само дел од производите кои се нудат за Великден се достапни за секој джеб. Она што сепак се помалку се среќава во христијанските домови за Великден се рачно изработените украси. И покрај високите цени на великденските украси, секој дом може да биде соодветно украсен за најголемиот христијански празник. Во средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито се одржа дводневен великденски продажен базар на рачно изработени предмети од учениците, а средствата собрани од овој базар ќе бидат наменети за СОС Детско село Македонија. Во деновите пред Великден сведоци сме на голем број великденски базари и настани каде што средствата од продажбата на изложеното се наменуваат онаму каде што има потреба. Така и средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито организираше двонеделен великденски базар на кој се продаваа рачно изработени предмети од страна на учениците. Средствата од оваа добротворна акција што се одржа во холот на гимназијата ќе бидат наменети за СОС Детско село Македонија. Учениците од гимназија Јосип Броз Тито традиционално секоја година организираат великденски базар. Тој се организира во хуманитарни цели. Оваа година како резултат на добрата соработка со СОС Детското село одлучивме средствата кои што се собрани да ги донираме токму во оваа институција. Учениците се потрудија и беа креативни, сами изработуваа работи за великденските празници и имаат можност да ги презентираат пред наставниците, кадарот и пред соучениците и родителите. Во насока на добрата соработка со СОС Детското село се погриживме да се организира уште една хуманитарна акција за средства кои што куински прибор, кои ќе им бидат потребни на дечињата кои што
се во ова детско село и се надеваме дека оваа хуманитарна акција, како и сите досега, ќе најдат на голем одзив од пошироката популација. Оваа соработка, значи овој великденски базар произлезе всушност од посетата пред од околу 4 недели бевме ние на посета во СОС детското село, посетивме една од куќите во кои децата престојуваат и стварно се воодушевивме како тие и покрај тоа што се наоѓаат во тешка состојба, тие функционираат на најдобар можен начин и се им е пружено. Решивме во нивно име да организираме еден великденски базар, каде што ќе бидат изложени нивните изработки, а воедно и организиравме хуманитарна акција за да се соберат кујнски предмети за да им бидат подоцна донирани на нив. Великден е еден од празниците што се слават ширум светот. Оваа година и православните и католиците Великден го слават во ист ден. Секоја земја си има свој обичаи и правила што се прави кога станува збор за прославувањето на овој празник. А дел од обичаите на некои земји се представени во Скопје Сити Мол на настанот Великденски свет без граници. Секоја држава за Великден има своја традиција и обичаи кои ги негуваат и пренесуваат од генерација на генерација и кои се карактеристични само за нив. Главно великденско обележје кај православните христијани е бојадисувањето на јајца. Тие по традиција во некои земји се појадисуваат на Велики четврток, а се осветуваат за време на црковната служба. Едно од осветените јајца се чува до следниот Великден. Овој обичај се применува и во Русија. Традицијата на бојадисување и украсување на великденски јајца во Унгарија се заснова на техника на гравирање, а во САД техниките на вапцење и украсување јајца се менувале со текот на времето. Од лушпи од кромет и цвекло до течни прехрамбени бои и комерцијални техники со кои се украсуваат шарени и светкави јајца. Великденските обичаи на овие три држави викендов беа представени на настанот Великденски свет без граници во Скопје Сити Мол. Преку работилници за обичаите, техниките за бојадисување јајца и великденската трпеза, посетителите се запознаа со нивната култура. Тие ги презентираа своите великденски обичаи и објаснија како го празнуваат овој празник. За предстојниот викенд најавени се работилници за обичаите, техниките за бојадисување и традиционалните великденски трпези на Македонија, Украина и Словенија, кои ќе се представат со свој презентации и изложби. На приземјето во Скопје Сити Мол е поставена и домашна фарма со вистински животни, на која фармерот Војо ги едуцира и анимира посетителите. Фармата е отворена секој ден од 10 до 22 часот, а настанот ќе трае до 17 април. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатни празнични денови.